Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Среда, ден за денешната тема на разговор. Како и секогаш, знаете дека разговараме на овој ден обично за здравјето. Денес одбравме да ја обработиме темата акне. Особено младите, односно лицата кои што се во пубертет, се справуваат со ваквиот тип на проблем. Кај некој е подкраткотраен, а кај другите подолготраен. По конкретни информации за оваа тема и одговор на многу прашања во врска со неа добиваме од нашата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ќе ми биде задоволство да позборуваме за акните денеска, така да ќе најдеме решение на голем дел тие што имаат проблем со акни. Така. Ова е баш еден чест проблем, како што веќе реков, па да почнеме од самото тоа. Од вас, како од едно стручно и компетентно лице, да ни кажете што всушност представуваат акните. Така, со овој проблем се справуваат доста од популацијата. Рече се секој човек во некој дел, во некој период од животот добил мозолче, така да мозолчињата стануваат акните еден од најчестите кожни нарушувања. Рече се сите особено се јавуваат и кај момчиња и кај девојчиња. Тоа е во период на пубертет, кога нели ќе се зголеми поради одредени фактори, нели тука се зголемена секреција на хормоните, ќе дојде до повлече и други како се викаат причини за да се појават мозолчињата. Се јавуваат, како што рековме, и кај момчиња и кај девојчиња, меѓутоа 20% од сите акни се јавуваат и кај возрастната популација. Секако дека тука се вклучени, меѓутоа најтешките случаи се јавуваат кај момчињата. Така, зошто е тоа така? Тоа е поради зголемена секреција во пубертетот, андрогените хормони, тука се вклучени нели машките хормони, односно тестостеронот, кои што лачат зголемена секреција, продуцираат зголемена секреција на лојните жлезди, кои што дополнително нели фоликулите на влакната ќе ги затнат и тука ќе се развијат нели одредени инфекции поради одредени причини. Нели акните можат да бидат повеќе типови, односно повеќе причини да бидат за акните. Може да имаме акни кои што се од што лачат секрет, односно акни кои што се отворени и оние што ги викаме митесери или комедони, оние затворените кои што се рамни, меѓутоа се со темна дамка во средината поради изложеноста на воздухот. Така, и сега ги класифициравме, да кажеме, во две групи или два начини на кои што настануваат акните. Тие некако нели обично на прв поглед изгледаат како да се полни со оние мрсни материи. Секако нели доколку не се земе соодветна хигиена, значи исто така на акните влијаат загадувањето. Како што рековме, храната исто така може да има влијание на зголемена секреција на лојните жлезди. Тие лојните жлезди нормално дека тие ни прават заштита на кожата, односно ја чуваат влажноста на кожата. Меѓутоа во поголеми, доколку нивната секреција е многу поголема, тогаш нели се јавуваат лојните жлезди, масните материи, на нив налепуваат одредени бактерии, вируси, честички од воздухот и секако дека тоа доколку немаме соодветна хигиена се развиваат во одредени затворени пори или тие ќе се појават во кои што имаат секреција.
Сега вака, значи, како причинители за појава на акните се јавуваат, како што рековте, лошата хигиена, неправилниот начин на исхрана, а и стресот. Па би сакала вака да ве прашам, дали може би генетиката тука некаде има некој удел? Секако дека акните можат да имаат и генетски фактори, доколку некој од родителите имал предходно проблеми со акните, тоа може да биде и кај дечињата да се јави во период на пубертет или понатака, меѓутоа секако дека тоа може сега со соодветни третмани кои што ги има, со соодветни препарати кои што се во продажба, секако дека тоа нели може многу лесно да се санира. Сега уште едно прашање, додека ја обработував темата, што најдов на различни мислења, па се вели дека контрацептивните средства кои што ги употребуваат жените може да бидат исто така причинители за акне. Секако дека употребата на контрацептивите може да предизвикаат одредени кожни промени. Тоа се едни од несаканите ефекти, дури до појава на акне. Секако дека тука би сакала да спомнам и бодибилдери кои што користат стероиди, исто така може да дојдат до одредени кожни промени и појава на акне. Така да секако дека тие внимаваат и тоа се надевам дека е под надзор на лекар употребата на овие препарати. Така. Дали можеме акните да ги класифицираме во неколку видови? Секако дека има повеќе типови на акни, односно и причините за акните може да бидат повеќе. Нема некоја соодветна класификација, меѓутоа главните е оние што се акни кои што имаат секрет и оние како што ги викаме комедони, односно тие се рамни површини, меѓутоа се со темна дамка. Причините, како што кажавме, дека може да биде хигиената, слабата исхрана, стресот, загадувањето. Меѓутоа и одредени бактерии, како што се Staphylococcus epidermis, исто така Propionibacterium бактериум акнес, се најчестите причинители кои што предизвикуваат појава на акни. Овие бактерии нормално ги има во фоликулите на влакната, меѓутоа доколку се намножат во поголема количина, тогаш нели се јавуваат и проблеми со кожата, односно акните. Најчесто се во пределот на лицето, градите, вратот и грбот. Тие се најчестите најчестите места од телото каде што се јавуваат акни. Така, дали може да се случи да почнат да лачат екземи, да кажем? Секако, нели, доколку, како што кажав претходно, нема соодветна хигиена, не внимаваме на храната, исто морам да нагласам дека употребата на соодветни козметички препарати можат да предизвикаат како последица алергиска реакција и појава на акни од одреден препарат кој што нели не е соодветен за типот на кожата или пак е со некој послаб квалитет и може да се јави такви последици, дури да доведе и до некои посериозни компликации. Така. Значи, вие на некој начин ги насочувате луѓето, инсистирате на тоа да користат адекватна крема пред се за типот на кожата кој што им одговара. Како тоа може да се диагностицира? Секако дека тоа може првен со консултација на доктор, дерматолог, а секако дека тука на располагање стојат и фармацевтите кои што дават соодветен совет за тоа кој тип на крема треба. Ние во аптеки Кајзер имаме апарат со кој што може да се измери хидратацијата на кожата, масленоста на кожата и врз основ на тие параметри што ќе се добијат да се види која е најсоодветната крема за тој тип на кожа, бидејќи генерално имаме три типа на кожа, значи сува кожа, масна кожа и нормален тип на кожа, каде што се подеднакво застапени хидратацијата и масленоста. Меѓутоа, секако дека во одреден период од годината ќе ни треба нели и соодветна крема. Не треба да бидат препаратите во лето и во зима исти, посебно во нашето поднебје, кај што имаме големи температурни разлики, нели кремите за минус 20 не се исти со кремите во летниот период. Секако дека тука со консултација на фармацевт може да ги добие соодветните препораки за типот на кремата.
Така, значи било да некое лице има нормална, сува или мрсна коша, а не е препорачливо во секој период од годината да користи иста крема, иако таа делува смирувачки во тој момент. Така, бидејќи надворешните фактори се многу важни за хидратацијата на кожата и за одржувањето на кожата, бидејќи кожата е орган како и сите други. Затоа и треба да се прилагодиме на надворешните услови, бидејќи таа не штити ние бариера во однос на внатрешноста и мора да и помогнеме на некој начин на кожава за да не заштити подобро. Секако дека на минус 20 или во зимските периоди каде што има многу повеќе ветрови, мислам студен воздух, ќе ни треба еден тип на крема во однос на плюс 35-40 степени, кога ќе биде многу жешко, тогаш ќе ни треба сосема друг тип на крема. Не можеме да ја употребуваме истата крема и лето и зима. И сега, значи, јас уште во најавата реков дека кај некои лица третманот е краткотраен, а кај другите обратно. Како се лекува, како се третираат акните? Секако дека тука има повеќе начини во сооднос со дерматолог. Имаме акни каде што може се третираат на природен начин. Лекарот препишува соодветен препарат кој што може да се издаде и без лекарски рецепт. Тоа се лосиони за чистење, односно каде што имаат смирувачко антивоспалително дејство, кој што дезинфицира, значи го чистат лицето од нечистотија. Секако тука се маските за лице, соодветните креми кои што се нанесуваат после на чисто лице. Меѓутоа, доколку станува збор за некој посериозен проблем, тогаш се дерматолозите препишуваат и соодветна орална терапија. Најчесто ги вклучуваат антибиотици, како што се тетрациклините, еритромицините, клиндамицините. Меѓутоа, морам да нагласам дека мора да се внимава на долготрајноста на препаратот, бидејќи внесувањето на долго време внесување на антибиотици може да предизвика и други последици, така да појава на габични инфекции, посебно кај жените, долготрајна употреба на антибиотици може да ја наруши микрофлората на цревата, така да тука секако дека ќе помогне фармацевтот со своите совети за превенција, за да се заштити да има што помалку несакани ефекти од тој долготраен третман. Во тие посериозни случаи третманите се и подолготрајни, значи тука периодот обично е од 3 до 6 месеци. Може да тој период е поради неможноста на кожата, односно обновувањето, регенерацијата на кожата не може да се случи преку ноќ. Секако дека треба подолг период и затоа третманот и трае подолго. Доколку станува збор за некои лузни или подлабоки оштетувања на кожата, тогаш имаме и други третмани кои што се во здравствените установи, како што се дермоабразија или хемиски пилинг, каде што само стручното лице, медицинското лице, дерматологот ги прави тие третмани. Така. Би можеле да направиме една кратка музичка пауза, па се враќаме за да продолжиме со разговорот. Твојот лик моја прва платонска љубов чиста како солза. Сега кога пораснав сватив што си ти. Дојдов пак ништо не е сменето. Шушка молика
темно е. Светот вери се, што имав заложив, да ти пеам под пенџери. Дали си уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш? Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повикам. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја во душа, светат фенери. Се што имав заложив, да ви пеам под пенџери. Да ти пеам под пенџери. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот, односно разговараме на темата акне. Кои се причините кои што доведуваат до настанувањето на акните, како тие треба да се третираат и како се лекуваат. Сега, зборувавме за конвенционалниот начин на лекување, рековте дека сакате да додадете нешто во врска со на прекумерно користење на хемиски препарати. Секако дека не може, а пациентите не се советуваат да земаат на своја рака хемиски препарати, кои што во својот состав имаат агресивни, така да ги кажам, компоненти, кои што без консултација на дерматолог или фармацевт, бидејќи можат дополнително да допринесат за иритација на кожата, односно оштетување на кожата, и затоа можат оштетена, иритирана кожа е многу подложна на дополнителни инфекции, воспаленија, затоа не треба да ги земаат на своја рака или по препорака на некој нестручно лице, бидејќи секако дека да ги намалат можностите, односно ризикот од појава на тие компликации. Тука би сакала исто така да нагласам за младите девојчиња, употребата на козметика и козметички препарати, мора многу внимателно да избираат кој препарат ќе го користат, бидејќи не е случајно има препарати за младешка кожа и препарати за повозрасна кожа. Мора многу внимателно да избираат каков препарат, каква крема, секако дека тие тонирани пудри што ги користат сенките, исто така мора да внимаваат на изборот на тие препарати, бидејќи тоа може несоодветен козметички препарат, несоодветни креми да допринесат побрзо старење на кожата, исто тоа појава на брчки или некои други компликации, пигментација, појава на некои дамки, појава на пеги, сето тоа може да биде пропратено од несоодветен козметички препарат. Дали лицата кои што имаат ваков тип на проблем треба строго да се придржуваат до конвенционалниот начин на лекување, или пак и алтернативниот може на некој начин да го ублажи или намали воспалението? Секако дека јас
ќе кажам, како и многу пати досега, дека алтернативниот начин е дополна на конвенционалниот начин. Алтернативниот начин на лекување ќе помогне кај пациенти, односно кај оние кои што имаат послаб проблем или помалку не толку сериозен проблем со акните, тука дека алтернативниот начин секако дека ќе помогне. Меѓутоа, во оние посериозни случаеви, каде што се пропратени поради хормонски дисбаланс, исто така имаме појава на акни поради посебно кај жените предменструален циклус или постменструален циклус. Секако дека тука мора да биде во консултација со стручно медицинско лице, односно со лекар или дерматолог. Затоа во тој случај алтернативниот нема да помогне или ќе помогне, меѓутоа ќе треба многу подолготраен период. Тука е во посериозните случаеви само стручното медицинско лице. Меѓутоа, доколку е нешто незначително, не толку забележливо, секако дека алтернативниот начин ќе помогне во лекување и нега на кожата. А дали некој дел од оние лековити билки, чаеви, може исто така да го ублажи воспалението и инфекциите? Так, имаме ние традиционални препарати кои што многу одамна се употребувале за нега на кожата, односно за нега на лицето. Секако дека тука би спомнала жалфија, невенот, камилицата, секако дека со нивното антивоспалително дејство, кантарионот исто така, ќе помогне тие компликации, односно доколку имаме некоја екзема, односно некоја воспаление, да го намалат. Исто така доста се употребуваат и маслата, одредени масла како што се маслиново, бадемово, сега поновите арганово, макадамија. Сите тие масла допринесуваат за дополнителна хидратација на кожата, односно за нега на кожата, без разлика за кој дел од телото станува збор. Секако дека не е само лицето, него тука е комплет целото тело, односно хидратацијата и здравата кожа треба да биде секаде, не е само да го негуваме лицето, вратот, а секако дека мора да обрнеме внимание и на останатиот дел од телото. Така. Барем ќе допринесат да се облажи црвенилото, ако ништо друго, на некој начин. Секако. Така. Веќе спомнавме за причинителите кои што доведуваат до појава на акните. Дали исхраната има некаков удел? Секако дека тука има поделени мислења. Некои истражувања, односно некои дерматолози, нутриционисти сметаат дека храната има влијание, односно внесувањето на масна храна, внесувањето на шеќери, чоколадото може да влијае на појава на акни како нус продукт од тие препарати, меѓутоа некои пак сметаат дека тоа нема влијание. Секако дека сите се согласуваат внесувањето на поголемо количество, зголемено количество на цинк од 30 до 50 милиграми, доколку постои некој воспалителен процес, ќе го намали. Исто така внесувањето на витамин С, внесувањето на Е-витаминот ќе допринесе сите тие како јаки антиоксиданси за поздрава кожа, односно и исто така и за поеластична кожа. Така. Сега оние кои што се на прагот да се соочат со еден ваков проблем, а се уште не ги снашал, дали може да се превенираат акните на некој начин? Секако дека може да се превенираат и имаме многу успешно да се лекуваат акните. Доколку дојде до таков проблем, значи може да се среди многу во консултација со дерматолог, соматичен лекар, со фармацевт, дека може да се превенира и многу успешно да се лекува, посебно во современиот начин на лекување со големиот избор на препарати, да се избере соодветниот препарат за одредено лице за кое што има проблем. Не сите треба да употребуваат исти препарати, бидејќи проблемот кај сите е различен. Така да мора да биде во консултација со лекар и со фармацевт. Така. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време и простор за да присуствувате, за да бидете дел од уште едно издание на Нов ден и што не помогнавте да ја обработиме оваа тема.
Ви благодарам и на вас и секако за сите кои што сакаат да го определат својата хидратација, својата масленост и да го изберат типот на кремата кој што им одговара за нивното лице, за нивната кожа, секако нека се обратат во аптека Кајзер, тоа е бесплатно, може да добијат и совет. Така. Значи, почитувани гледачи, за сите оние кои што имаат еден ваков проблем или пак се на прагот да добијат, секој ден од 12 до 19 часот можете да се обратите во Кајзер аптеките и да ја проверите хидратацијата на вашата кожа, а како што рече господја Денковска-Петковска, на тој начин и да ја одберете адекватната крема за вашето лице. Ви благодарам уште еднаш. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Се гледаме утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете на каналот на К3 телевизија.